Наместо да го ослободи, власта на ДОИ и СДСМ предизборно го дозаробува судско-обвинителскиот систем. Правните експерти алармираат дека најновиот конкурс на Академијата на суди и обвинители, со кој ќе бидат примени 130 слушатели, а за кој опозицијата поднесе и кривична пријава, е последната шајка во ковчегот во кој се погребува македонското правосудство. Академијата одлучи да прими нови кандидати кои ќе полагаат писмено, а не електронски, со што ќе може да се прават манипулации во тестовите. Ова се овозможи со законски измени кои беа протуркани во последен момент со европско знаменце. Македонското правосудство одамна е партизирано, а власта не успеа да ја тргне политиката од правосудниот систем, вели адвокатот Звонко Давидовиќ. Давидовиќ е еден од многуте правници кои сметаат дека власта не ја слуша меѓународната заедница и упорно се ги турка своите луѓе да делат правда. Многу пати се истите работи кажано, очигледно е дека никој не ги слуша и нема слух. Политиката е длабоко навлезена во правосудството и буквално правосудството е добра нивна маша, орудие за справување и средување на некои работи. Така да не е изолиран случај, не е ништо ново. Според професорот Гордан Кајалџиев, Академијата подолго време е извор на проблеми, наместо фактор на стабилност. Подолго време Академијата е извор на проблеми и контроверзи наместо фактор на стабилност и развој. Време е да конечно излеземе од долгата фаза на практично пилот проект, но претходно треба отворено и реално да се анализира постигнатото. Последниве години, сопруги, синови, ќерки на функционери ја помина обуката на Академијата, а дел од нив се веќе избрани суди и обвинители. Меѓу нив е и синот на сегашниот технички премиер Талат Џафери, кој стана обвинител, а директорката на Академијата, Наташа Дамјановска-Габер, не виде ништо спорно во изборот. Дури антикорупцијска, за Барлет Џафери се прогласи ненадлежна.